Дени, искрени честитки за трансферот во Арсенал Англија. Како ве примија таму арсеналци, односно познатите топчи? Па пред се сакам да ви се благодарам за честитките на сите вас и можам да кажем дека тука е навистина прекрасно, безпримен, прекрасно и може да се чувствам моментално многу среќна, зашто тоа е еден голем скок за мене, голем чекор исто и за Македонија, па и се надевам дека во текот на мојата кариера ќе се одева се во најдобро. Дали веќе почнавте со тренинзи во академијата, младинската академија на Арсенал? Да, тренирам веќе тука 20 дена, тренирам и почесто тренирам со резервниот тим, понекогаш и со првата екипа, со Арсен Венгер и така. Веќе медиумите објавија станува збор за 3-годишен договор. Каде ќе настапува Дени Илиев во во престојниот период? Дали веќе е дефинирано во младинскиот состав, резервниот состав, каде? Па се зборуваше дека ќе настапувам за вториот тим, за Б тимот. Има еден аргентинец тука од Аргентина кој што се очекува тој да премине во првиот тим. Дали се очекува некој трансфер од првиот голман на Арсенал, не знам, не сум во тоа информиран, сигурно ќе бранам за тимот до 19 години. Дали некогаш Дени очекуваше дека ќе биде дел од Премиер лигата и едноставно дали Арсенал беше вашиот сон? Па искрено што од кога мал почнав да тренирам, имав засрцено една цел во мојот живот да станам дел од големите клубови и тоа мислам дека ми се оствари. Сега само ми преостанува да тренирам, да напредувам и верувам дека еден ден ќе застанам на голот на големиот Арсенал. Вистина е дека Арсен Венгер ви кажал дека за 2-3 сезони можно е да бидете и прв голман на Арсенал? Тоа зборував со Арсен Венгер, да ми кажа некои добри зборови, ми кажа само да тренирам и ќе биде се во најдобар ред. Што би им порачал на твоите другари, твоите колеги овде во Македонија и во Струмица, бидејќи потекнуваш од Струмица? Па сакам да им се заблагодарам на сите што направија добро за мене и ќе бидам во контакт со нив целиот мој живот, значи нема да заборавам никој и многу сум среќен што ми беа сите, што ми се и уште сите искрени пријатели и што ми посакуваат те најдобро во текот на мојата кариера. Дали ќе би им кажал да не се откажуваат во она што го сакаат, ако сакаат да бидат професионалци во својата кариера? Би им препорачал во тоа што сака да успеат во тоа, да се понашат професионално и мислам дека еден ден тоа ќе се случи ако видат упорно во тоа и успехот ќе излезе. Што би му кажал на Томи Пандев еве директно преку нашата телевизија? Томи сакам многу да му се благодарам зашто тој правеше многу добри работи за мене. Трениравме секој ден напорно, се трудеше да ми го укаже тоа што е најпотребно и така е било како што видав сега овде од големите светски тренери. Сакам да им препорачам на младите голмани кои што тренираат со него да го слушаат доволно, да го пратат, да учат и им посакувам на сите успех, да им се оствари сонот кој што јас ни најмалку не замислував дека ќе биде, така се случи. Дени, кога ќе ве видиме во Струмица? Во Струмица сега не доаѓам, сега ќе останам тука да тренирам. Значи немам план да доаѓам во Струмица. Тука сум дојден да тренирам, да напредувам и така мислам дека на нова година во декември. Дени, јас ти благодарам за ова интервју за програмата на ТВ каналот Виса. Многу успех во твојата кариера и дај Боже да ве видиме, како што кажал Вегнер, за едно 2-3 сезони на првиот, да бидеш чувар на мрежата на првиот тим. Ви благодарам исто многу и на вас и се надевам дека тоа ќе се случи во наредните години.